Државата предвреме и долгорочно да обезбеди пласман за преспанското јаболко од најмалку 5 до 15 години. Во спротивно, близу 3000 семејства кои екзистираат од производство на овој земјоделски производ ќе останат без корка леб. Откако лани во месец ноември се спушти рампата за извоз на македонско јаболко на рускиот пазар, а поради војната го изгуби и украинскиот, овоштарите се доведени во крајно безизлезна ситуација, бидејќи ова беа нивни единствени странски пазари, посебно рускиот. 80% од населението во Преспа живее исклучиво од производство на јаболка и ние сме принудени да бараме алтернативни решенија, бидејќи цената на јаболкото на нашите пазари е многу ниска и работиме со загуби, вели претседателот на преспанските овоштари Љубе Пампулевски. Од овие причини, годинава додава тој, се намалува обработувањето на јаболкови насади. Поради економска неможност, дел од овоштарите веќе не ќе може да ги одгледуваат, задолжени со одредени кредити и така натаму во домашните банки, не се во можност да продолжат со производството на јаболка. Верни на традицијата остануваат овоштарите кои покрај длабоката старост во 7-та деценија од животот не се откажуваат од јаболката. Помладите генерации гледат да изнајдат поразлични начини за обезбедување на финанси, IT технологијата и така натаму, меѓутоа за жал и покрај сето тоа излезот го бараат во иселување од државата. Во моментот сме доведени во една тешка ситуација да и тука веќе да нема можност да може да се работат, да можат да продолжат да живеат во нашата држава. Не само за овој, за цела држава ќе биде погубно, ова го зборуваме подолг временски период, тоа ќе значи многу високи цени на земјоделските производи. Пампулевски кажа дека се обиделе да го пласираат нашето јаболко на египетскиот пазар, но заради административни проблеми не успеале. Сега вели ќе се свртиме кон останатите северноафрикански земји, како Тунис и Мароко. Иако од производство на јаболко државата остварува сериозен девизен прилив, наместо да покаже интерес да ни помогне, власта ни игнорира.